Одекнаа последните пораки на кандидатите за градоначалник на Скопје пред изборниот молк, иако политички соперници за внедела си посакаа среќа и фер изборен ден, а едногласни беа и во повикот до сите граѓани масовно да излезат на гласање. Сите да се обединиме околу Скопје и ние единствен дом, порача пред изборниот молк кандидатот на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски, за кого овие избори не се борба за поубави улици и почисти паркови, туку борба за подобра иднина. Скопје е нашиот дом и време е да се избориме за него, порача кандидатката на СДСМ Каја Шукова, која вели во кампањата ги представила решенијата кои го враќаат животот во метрополата. Нашиот град е уморен од хаос. Уморен од сообраќаен метеж во кој губиме часови од животот, од загаден воздух кој го дишат нашите деца, од преполни контејнери кои го грдат секое мало и од урбана анархија која ни го одзема јавниот простор. Време е да воведеме ред. Време е да го средуваме нашиот заеднички дом темелно, плански и системски. Имаме јасен план како да го направиме тоа со стотици проекти во нашата изборна програма. Само со гласање можете да ги промените работите во Скопје и да го спасите Скопје после 4 години уништување. Нашиот град не може да издржи уште 4 години уништување, импровизации, партиски бизниси и некомпетентност. Во недела ве понвикувам уште еднаш, со срце и разум да гласате за единствената конкретна програма и понуда. Гласајте за вашиот дом, за бројот 5. Затоа што вие заслужувате чист, зелен и функционален главен град. Банално е да се зборува дека ќе се поправаат и чистат улици. Тоа е нешто што треба да е тековно, порача кандидатот на Левица Амар Мециновиќ, кој очекува позитивен резултат во недела. Чекаат од Лилјаково да падне во Портокалово, загадувањето во градот за да излезат да прошетаат. Тоа се однесува на работниците кои не можат да стигнат на работа со автобуси, мораат да каснат и несигурни да бидат на своите работни места. Тоа се однесува за старите лица кои мораат да излегуваат на улици затоа што имаме паркирани коли и немаме безбедни премини за нив. Тоа се однесува за велосипедистите, тоа се однесува за возачите, се однесува за сите нас и за нашето секојдневие. Затоа масовно ги повикувам Скопјани. Само заедно можеме да му помогнеме на Скопје да излезе од агонијата, порача независниот кандидат професорот Горан Марковски, кој символично ја даде изјавата во 5 до 12 напладне. Очекува одличен резултат и добро се чувствува пред гласањето в недела. Почитувани сограѓани, Скопје се гуши, тоне во смет, Скопје се суши. Само заедно можеме да му помогнеме на Скопје да излезе од оваа агонија. Затоа гласајте за независен, стручен и чесен градоначалник. Заокружете број 128. Скопје има шанса. Па се чувствувам убаво, сум голем оптимист и мислам дека резултатот ќе биде одличен. Во трката за град Скопје нови избори има рекорден број на кандидати, вкупно 16, меѓу кои дел се независни, дел поддржани од политички партии.